Може да сликаме. Ајде бързо да се сликаме. Дојди заедно, Ајде, дете во многу весак. сврди се там. Тренира иначе исто. Хвала ви многу. Ништо. Завршите, да извиниш од петот. Вот тоа не. Ајде кидај. Стигајте, одмори па дојди. Да ве прашам кратко само, дали некогаш долго време сте во репрезентација, сте имале вака отворен тренинг за кој сака да дојде да ве гледа? Или ова е прв пат? Ова е прв пат, да. И прв пат ќе одиме на светско. Ајде. Ден пред заминувањето за Копенхаген-Данска, репрезентацијата со отворен тренинг, ова е прв пат. Еве имаме овдека и една интересна фотографија што може да се направи со дечиња од Граденка кои што дошле да ги видат своите миленици. Прво играте и гледате фудбал, така? Да. Не прашам за кого навивате, ама сите навивате за македонска репрезентација. За Вардар. И за Вардар. Добро. Ја не прашам, вие сами кажете. Да. Сега треба да даеме гол за да ја победиме Данска. Кој ќе даде гол кај нас? Барти. Барти. Херера. Херера. Добар е и тој. Ја мислам ќе дае Миовски или Чурлинов. Браво. А да ме прашам за Столе како добро брани у топ форма? Да, завчера добра одбрана имаше од Таго и баш ја. Може да направи чиста мрежа? Може, да. Може. Ајде. Ајде за Македонија. За кого? За Македонија! А да ве прашам јас нешто може? Може. Зашто дојдовте вие денеска тука? Со да се сликам? Се сликавте ли? Се сликавте? Па и да ги не И имам. да ги гледате? Да. Со кој се сликаше? Јас се сликав со Пандев, Браво. Херера и Седловски. Браво. Ој со селекторот, браво. Браво. Е? Исто. После се. И вака бе Бендисова, вака треба почесто да види, така? Да. Одлично. Историски момент кога е во прашање фудбалската репрезентација, отвореност, транспарентност пред публиката до крај, отворен тренинг 2 дена, ден пред патувањето, 2-3 дена пред оној решавачки дуел, со нас се двајца чинители од спротивен агол ако го гледаме зелениот терен. Столе Димитриевски, чиста мрежа, нашиот голман, миленик на публиката и Зоран Бошковски Чоко. Столе, дали овој надпревар ќе го решава одбраната или нападот или тимот? Па дефинитивно дека тимот, зашто тимот моментално ќе одлучат детали на утакмицата, ако ние сме како тим сплотени, ако одиме јако на таа утакмица, мислам дека ќе дојдеме до финалето како што и посакуваме и сакаме, али дефинитивно дека тимот ќе одлучи. Во разговорите со селекторот Гоце Седловски на брифингот и на пресконференцијата постојано беше потенцирано дека нешто ново се менува, дека ќе играме и офанзивно колку ќе дозволи противникот, а тука во таа страна не знам дали ќе се сложише задолжени Зоран Бошковски Чоко како дел од другиот правоаголник на зелениот терен. Па дефинитивно дека противникот не е толку битен, ние сме побитни од противникот, зашто ние треба да се спреме добро у дефанзива и офанзива. Не се слажам малце со тебе дека Добро. Противникот ќе не оставили
ние треба да се фокусираме на нас, да се посветиме, да се спремиме најдобро што можеме за овие денови, за да може да дојдеме пак и ти кажам до тој поволен резултат и до тој пласман во финале. Апсолутно те поддржувам и во право си. Се обидов само да го цитирам селекторот. Неговото мислење. Искрено, очекували Столе малку зголемен обем на работа или во оваа топ форма ги радуваш љубителите на фудбала во Македонија и пошироко, реално внесуваш верба и во целиот тим и во јавноста. Како приоѓаш како последна алка во тој, да кажам, систем да не примиме гол? Па дефинитивно дека ова е само еден надпревар, ништо повише, али пребитен надпревар кој што треба да почне стабилноста и сигурноста во екипата од мене, па до нашиот напаѓач, така да јас прв треба да дам стабилност, како што кажаве овде те поддржувам и се слагам со тебе. И од целиот тим, за да може, пак и ти кажам, нашиот фокус и нашата желба, страст према утакмицата е тој пласман у финале. Ти благодарам многу и ти посакувам успех и чиста мрежа. Фала многу и на вас. Да чуеме збор 2 и со Зоран Бошковски, накратко. Чоко, очекуваме гол во Копенхаген на славниот парке на тој вулкан. Да, Селекторот најави заедно со вас со стручниот штаб дека ќе играме на гол. очекуваме и се надеваме и убеден сум дека ќе постигнеме гол. Дали ќе биде доволен за елиминација на Данска, ќе видиме, но во секој случај ќе се обидеме и ќе направиме максимален напор да одиграме најквалитетно и да постигнеме гол и да одиме во финале. Добрите познавачи и аналитичари велат не е резултатот битен на семафорот после 90 минути, битно е да елиминираме Данска. Апсолутно. Тоа е прва и основна цел, да елиминираме Данска и да одиме во финале. Искрено меѓу нас двајца и за публиката, за YouTube канал Доргутов. Се спремаме ли за пенали? Па јас психолошки се спремам за тоа, иако јас би сакал да го решиме на надпреварот во регуларно време. Ти благодарам и посакувам многу успех. вас. На тренингот Петар Милошевски, спортскиот центар, каде што во овој момент фудбалската репрезентација го има тој отворен тренинг за публиката, еден револуционарен потек кој е во прашање транспарентноста и отвореноста кон публиката, кон оние сите кои сакаат репрезентацијата. Ја користим оваа прилика и за еден краток разговор со Мартин Думјак, фудбалско име од средната генерација, некогашен фудбалер од мајнските категории на Вардар, активен чинител во фудбалот и и да кажем лично знам, буден следбеник на сето она што се случува. Мартин, добро дојде на канал Доргутов YouTube. Како си? Добро најдов, одлично. Прекрасен ден за сите фудбалски фанатици, за сите обожаватели на фудбалот и раритет, нешто што до сега не сме сведочеле на да присуствуваме на еден отворен ден во ФФМ тука. Па малку и така би го почнал муабетот, бидејќи освен тоа што те сметам како фудбаломан и мајстор на малиот фудбал, ајде големиот ќе го прескокнам, не сум имал прилика да те гледам. Знам дека имаш сенс и осети за таа транспарентност, за таа презентирање на информациите на јавноста. Како го објаснуваш овој тренинг малце пошироко од твој аспект? Да бидам искрен, одличен потек, затоа што мислам дека од периодот додека пратам јас фудбал некои 20 на години, до сега се нема ова случајно, вие сте многу поискусни од мене во тој дел. Меѓутоа одличен потек за сите млади фанови да може да присуствуваат, да се запознаат со своите идоли и да се наполнат и играчите и публиката со една позитивна енергија. Да бидам искрен, малку ми фали повеќе, и тоа вие го коментирате често во вашите емисии, малку поголема фудбалска еуфорија. Значи, ако размислиме дека ова е настан и можност која што Македонија има можеби еднаш во 100 години да биде учесник на еден светски мундијал, знаеме која важност го носи тоа. Според мене би требало малку повеќе медиумски да се наполни со една позитивна енергија, со убава енергија, една кампања посериозна недостасува, да. Добро, јас тоа малку имам една доза на оправдување, иако во поголема мерка те поддржувам, дека сепак и немаме искуство многу во таа работа, иако низ дракометот, низ кошарката сме имале, но ајде да го оставиме тоа, може ќе оди и тоа напред. Нека биде потик за понатака, за војни. Ни доаѓа Данска е една репрезентација која претпоставувам, знаеш со каков фудбалски квалитет располага. Едно твое ведување,
Генерално прво за овој дел па малку и подлаво како може да влеземе во квалитетот на двете репрезентации. Вака, ни престои дуелот со Данска прво, одиме чекор по чекор, верувам дека со Данска можеме да се носиме како репрезентација. Ово кажувам максимално објективно како познавач на фудбалската игра долги години. Интересен факт прочитав дека Данска во последните 5-6 години има само 2 порази на домашен терен. Хрватска и не сум сигурен за уште една Шпанија, што значи дека е јак и тврд домашен противник. Тоа ќе биде голем предизвик за нашите момци. Меѓутоа фудбалот е игра во која што се е можно и во која што нормално можеме да изненадиме и да постигнеме добар резултат. Добро, само да те коригирам. Не е корекција, дополнување дека на Македонија не треба победа, и треба елиминација на Данска. Токму така. Ние одиме во Копенхаген да ја елиминираме Данска во полуфиналето на овој бар. Токму така, и тоа е битниот момент и сегмент дека ние со еден нерешен резултат, со една паметна игра, би рекол, фудбалски добро обмислена, можеме да дојдеме до позитивен резултат и до пласман во таа финална разрешница со победникот од Чешка и Ирска, чинам дека играат. До Зелев, заставете на средина, не носих до тука, до тука на еден, гол лево, лево десно и продолжуваш до после. Токму тој факт дека Данска има малку порази на собствен терен, а дека ние не мора да ја победиме за да се радуваме, ја носи неизвестноста и убавината на овој натпревар. Како гледаш како човек кој играл фудбал, кој го следи фудбалот, што евентуално може да го реши овој натпревар? Еден потек, еден гол, грешка можеби? Нормално, како и секој важен натпревар и битен, една фудбалска мајсторија од виртуозот Барди, од виртуозот Елмас, Миовски го имаме тука, добри и останати играчи во репрезентацијата може да го решат овој натпревар. Пред се мислам дека е важно да одиграме паметно, да одиграме трпеливо, затоа што имаме 90 минути кои што се доволен простор за да се победи големата, да се победи Данска на нивни терен, во гостински терен. Добро, зборувавме со Столе Димитриевски кој навистина во изворена форма е. Уште еднаш му посакувам навистина да потврди нови натпревар, да има чиста мрежа. Фудбалски гледано, мислиш дека сепак кога на крајот ќе се мери дали одбраната или нападот ќе го реши овој натпревар? Зборувам за двата тима, не за нашиот тим. Па верувам дека мора да имаме цврста одбрана, затоа што како што го гледав и тимот на Данска има навистина добри репрезентативци кои играат стандардно во големи клубови во Европа, така што сериозна одбрана и навремена одбрана да кажам, меѓутоа нормално во нападот да искористиме една од нека си ретките шанси, меѓутоа да се искористи таа шанса. Така што да се надеваме на успех. Јас верувам, пак ја потенцирам дека можеме да поминеме Данска, дека Данска не е, како што рече Хојлунд, за Македонија дека не е Франција или Германија, па не е ни Данска, Германија или Франција, така што е сосема противник кој што може да се добие и верувам дека ќе се добие. Се согласувам со тебе, да финишираме со едно прашање. Сега да не излезе што би било кога би било, меѓутоа еве и ја и ти сме реални оптимисти, умерени оптимисти, веруваме во нашите фудбалери, веруваме во нашата сила дека можеме да поминеме. Како Мартин замислува финалето на баражот против Република Ирска или Чешка? Па од тоа што ги следам, мислам дека Ирска се доста квалитетна репрезентација, чесите се со години веќе тврд и сериозен противник, така што се едно некој ќе биде во финале, ако ја поминеме Данска, одиме на светско првенство и верувам дека можеме да се пласираме на светско првенство. Мартин, ти благодарам за гостувањето на Даргутов YouTube канал и твоето вести се гледаме во некоја следна емисија. Да, живи и здрави тука. Благодарам.
Иди, прес! Прес! Значи ти дигни. Ти дигни и слободи го просторот, а ти реши ти бъде. Окей? Исто и обратно. Реши така, он трябва да ги фрак и дига. Evo, Željo, ostani Andrej. Ima Ike! Duki! Не играме ние. Да видам како го слушнаш сами. Ваша варијанта тоа што
Сега